Станувате наутро, го проверувате телефонот и гледате нова порака. Многу болен човек што нема да живее уште долго, без семејство, избрал токму вам да ви го подари своето богатство, околу 15 милиони долари. Но ова лице му требаат информации за вашата банкарска сметка, вашиот матичен број и телефонскиот број за да може да ви ги прати сите своји пари. Ајде накратко да размислиме. Дали би му ги пратиле бараните информации? Се разбира дека не. Оваа порака едноставно е премногу добра за да биде вистина. А за се што звучи премногу добро, треба да бидеме скептични. Пораките како оваа се популарна практика што измамниците ја применуваат во последно време за да ги добијат вашите информации и подоцна да ги користат за различни цели, како што се продавање на податоците на трети страни или уште полошо, крадење на вашите пари. Ова е само една од активностите што измамниците ги спроведуваат на интернет за да украдат нечии идентитет или пари. Ваквата активност се нарекува фишинг. За да се заштитите од фишинг, секогаш треба да го имате на ум следново. Легитимните организации, како што се банките, обично не бараат чувствителни информации како лозинки или броеви на кредитни картички преку пошта. Доколку добиете такво барање, директно контактирајте со организацијата преку нивната службена веб страница или на телефонскиот број за услуги за клиенти за да ја проверите автентичноста на барањето. Бидете скептични во однос на итните барања. Честопати фишинг пораките предизвикуваат чувство на итност со цел да поттикнат брзо дејствување. Доколку одредена порака ви принудува да постапите веднаш или представува закана со негативни последици доколку не го сторите она што се бара, запрете, размислете и испитајте легитимноста на оваа порака. Проверете ги URL адресите пред да кликнете. Поставете го глувчето над линковите во пораките за да ја прегледате URL адресата пред да кликнете на неа. Уверете се дека адресата се совпаѓа со очекуваното одредиште и внимавајте на скратени URL адреси или адреси што изгледаат малку изменето. Проверете дали името на испраќачот е погрешно напишано. Официјалните пораки од државните институции вообичаено не содржат необични символи како овие два. Доколку името на испраќачот вклучува такви символи, веројатно е лажно. Во Северна Македонија имаше кампањи каде што многу луѓе добиваа пораки од лажни адреси, во кој беше наведено дека се официјални пораки од субјекти како што се Македонски пошти и Управата за јавни приходи. Измамниците отвориле веб сајтови со слични имиња, што предизвикало забуна кај граѓаните што ја примиле пораката. На крајот, најважно е секогаш да бидете скептични за пораките што ги добивате од непознати лица, односно од некој од кого не сте очекувале ваква порака. Можете да се заштитите така што и понатаму ќе бидете предпазливи и ќе ги преиспитате неочекуваните барања. Останете внимателни, останете сигурни.